Три малолетнички кои учествувале во бруталното тепање на соученичка во Неготинското училиште ќе одговараат за насилство. Полицијата поднесе посебен извештај за ученичките до Велешкото јавно обвинителство. Кривична пријава заработи и обезбедувачот кој навреме не реагирал за да го спречи инцидентот. И додека јавноста се уште е шокирана по скандалозната снимка од Неготино, МВР евидентираше нов случај на насилство во средното училиште Боро Петрушевски во Скопје. 16-годишен средношколец со нож прободел во стомак со ученик. Кавгата им почнала уште во автобус кога оделе на настава и кулминирала пред влегување во училница. Малолетникот ќе одговара за кривично дело тешка телесна повреда. За сега е нејасно како влегол со нож во образовна институција, а покрај полицијата увид ќе прави и Државниот просветен инспекторат. За првата детска амбасада Мегеш е алармантно што и скопскиот и неготинскиот настан се случуваат во училишен двор. Двете се, би рекол, погубни за граѓанството кога гледаат родителите што се случува во училишниот двор, каде децата учат и што се може да им се случи, колку се децата безбедни и сигурни. Оно што мислам дека недостасува е од раната возраст градење култура за мирење насилство уште во воспитно-образовниот процес во градинка. Од каде толку агресија и насилство кај децата? Според Змијанат се клучните моменти за кои треба да се мобилизираат сите учесници во воспитно-образовниот процес. Мора да се мобилизираат и воспитувачите, и наставниците, и директорите, и локалната самоуправа, да се работи повеќе со младите, да се разговара со нив, дома да се посвети поголемо внимание и од страна на родителите, но секако и воспитно-образовниот кадар. Постоењето на обезбедување во училиштата според експертите не е доволна гаранција за безбедноста, следејќи го примерот со Неготино. Но вела дека е добро да ги има и не треба да ги плаќаат родителите, туку тоа да биде обврска на локалната самоуправа.